Средното општинско земјоделско-шумарско училиште Ѓорче Петрово Кавадац се добива ново рубово. За само 2,5 месеца направена е целосна трансформација на дворот, дел од натрешните простории поставена нова ограда, а извршени се интервенции кои не биле допрени 30 година. Горан Велковски, директор на ова училиште, нема ниту полни 3 месеци од назначувањето на ова одговорно место, а постигна завидни резултати. За да не биде декларативно и популистички, екипа на РТК денеска дојде на лице место и се увери во она што е сторено досега. Уште на самиот влез во дворот на училиштето се гледа дека е направена градежна хортикултурна интервенција со уредување на платото и просторот од левата и десната страна со соодветно озеленување на просторот, пошто е извршена и промена со вградување на камена подлога на дел од зидот на дворот, каде се поставени нови клупи за седење кои се специфични за ова училиште. Голем дел од работите се извршени со ангажирање на градежни фирми, со плаќање во вредност на работите од околу 400.000 денари, но еден дел од работите, вклучено и самото училиште, со ангажирање на наставници и ученици за практично знаење од областа кои во конкретниот случај се барела од нив стручноста. Истовремено, наместо да се плати искористена е стручноста на наставниот кадар да се изврши обработка на дрво за седење во дворот, со што исто така се заштедени средства. Истовремено на двете страни од влезниот дел на училиштето извршена е замена на металната ограда, која повеќе од 30 години не е обновена ниту поправена. Исто така целосно е извршено дезинфицирање и молирање на сите простории во ова училиште за несметан старт на новата учебна година. Повеќе од се позитивно е примена веста за подобрување на меѓучовечките односи кои во изминатите години беа нарушени. Сега атмосферата за настава е подигната на степен повисоко. Имаме најава од нашиот соговорник, директорот на ова училиште Горан Велковски, за целосна реконструкција на санитарниот јазел во училиштето, нешто што е од поодамна согледана потребата, а сега веројатно е последен момент да се направи, што Велковски се надева ќе биде завршено до нова година. Исто така во периодот што престои планирана е според него и поставување на термоизолациона еколошка фасада, но и нов покрив на училишната зграда за трајна заштита на објектот. Ова смисла заслужуваат плановите за хортикултурно уредување на влезниот дел на старата порта, како и за фаќање со проект кој е тесно поврзан со наставата. Имено, по решавањето на проблемите кои ги имаат од западната страна на дворот на училиште со припадниците од ромското население кои живеат во близина, а со кои се уништува зидот и се фрла ѓубре во дворот на училиштето, планирано е поставување и засадување со земјоделски култури со нагледна основа како дел од наставата за учениците. Нешто што би било повеќе годишна парцела за потребите за разни струки, а пред се земјоделските. Најбитно е што за разлика од лани интересот за школување во ово училиште е зголемен за околу 150 на 100. Доминира интересот за новата медицинска струка, но и за другите струки кои се изучуваат во ово училиште.